Бугарската политика за негирање на македонците има континуитет со истите методи од 60-тите години па непрекинато до денес. Тоа е несватливо за 21-виот век и за научниците и историчарите од цела Европа. Ова е ставот на историчарот Бранислав Светозаревиќ Покорни, кој рече дека ова било незамисливо и за историчарите од Бугарија кои што реално ги гледале работите, но не можеле тоа јавно да го кажат затоа што биле цензурирани. Кога ги анализирате изјавите на бугарските историчари и бугарските политичари, имате една апсурдна состојба. Политичарите зборуваат за историја, а членовите на комисијата, историчарите, зборуваат за политика. Таа група на историчари изгледа има таква и задача да конструира една политика. И имаат очигледно големо влијание врз политичарите, а обратно е кај нас. Кај нас политиката има влијание врз науката, што е недозволиво. Бугарија сега се обидувала да го искористи моментот со уцените за ЕУ, со што би се потпишал договор кој што потоа ќе има далекосежни последици за македонците. А за тоа, освен нашите политичари, виновни ќе биле и дел од историчарите кои сето ова го премолчувале. Сето ова нема да донесе посакувани резултати, иако, да речеме, во моментов изгледа очајно кога ги гледаме нашите политичари, нашите членови на комисија, како се однесуваат во однос на она што го гледаме од другата страна. Светозаревиќ во прилеп ја промовираше својата книга Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име, пишувана врз основа на огромен број документи собирани од архивите на 32 држави. Дека векови наназад има луѓе кои што се изјаснуваат како македонци. Тие документи ги имало и во европските држави. Оваа книга само е поттик за сите оние кои што се занимаваат со историско истражување и толкување. Таа е исто така книга и за научната фела, но таа е книга и за пошироката јавност. И конечно во ова наше секојдневие, таа е еден продукт кој што му нуди на македонецот дека има своја историја, дека има своја наука и дека има своја иднина. Инаку името македонци се носило прво како територијална идентификација, особено 12 до 19 век. Во 19 век има народносна самоидентификација, а на почетокот на 20 век се развива идејата за национално име.